Да, се враќаме во студиото со еден поинаков распоред отколку што го најавивме на почетокот на емисијата, но тоа во пракса работите не се секогаш како во теорија. Тука со нас во студиото е господин Димитар Николовски од Евротинк. Господин Николовски, добре дојдовте во студио 10. Добар ден, благодарам на поканата. Вие го објавивте извештајот Еврометр 2026, перцепција и ставови на граѓаните на Република Северна Македонија за општествено-политичката состојба во државата, информирање и евроинтегративните процеси. Се работи за еден годишен извештај кој го објавувате редовно секоја година, па еве во овој прво информативно кои беа главните теми во него, што опфаќа извештајот? Да, значи ние од 2014 година, сега кога имаме прилика, го објавуваме овој извештај, скоро секоја година, сега имавме пауза од 3 години за жал. Се однесува тоа со достапност до средства. И така да ги мериме ставовите на граѓаните во врска со Европската Унија, со евроинтегративниот процес, исто така во врска со тоа како одат работите општо во државата, доверба во институциите, понатаму меѓународната положба на државата и исто така оваа година затоа што имавме посебен проект што се однесуваше на односите помеѓу медиумите и евроинтеграцијскиот процес, ги погледавме и тие некои работи како граѓаните се известуваат во врска со Европската Унија. Да, велите га сте имале пауза, сега сте го објавиле, но ми се чини во вистинско време ова тема која е вечна тема, но сега е прилично актуелна, ми се чини, особено поради блокадата на евроинтегративниот процес или блокадата на преговарачкиот процес на земјава, како сакате. Па, еве, темите се кои вие сте ги опфатиле со извештајот за демократијата, односите помеѓу Северна Македонија и Европската Унија, надворешна политика, доверба во институции, европски теми и граѓани и извори на информации. Во однос на сега не знам колку имаме време секоја тема посебно да ја опфатиме, но секако ќе разговараме за главните процеси и моменти. Можеме ли да кажеме кои се главните заклучоци кои произлегува од ова истражување, а кои се однесуваат на ставовите на граѓаните за Европската Унија? Па добро, еве можеме да почнеме на пример во однос на тоа дали сметаат граѓаните дека е демократска држава. И тука гледаме едно подобрување во однос на претходниот период. Значи, ако во 2023 година околу 56% сметале дека нема демократија во државата, тој број се намалил на 39% оваа година. Тоа е прилично големо. Прилично голем број. А оние кои сметаат дека има демократија во државата, од 23 се зголемил на 26, значи повторно едно мало зголемување кое сепак влегува во онаа статистички значајна рамка. Значи тоа е позитивен напредок. Тоа е позитивен напредок. Јас тоа би го толкувал дека во 2023 година имавме едно исклучително опозиционо настроение кај граѓаните, значи имаше доста големо незадоволство тогаш од владата. И се наговестуваа изборите во 2024 година и мислам дека тука се уште се одржува таа популарност на владата од изборите од 24 година. Не сме ја мереле, значи генерална популарноста на владата, меѓутоа според овие бројки можеме да видиме дека се уште е тоа така. Тоа е, значи, отприлика, ајде да речеме тоа гласачко тело кое во голема мнозина одговарало тогаш и сега, на некој начин. Да. Исто така и во следното прашање кое гласи во каква насока се движат работите во државата, исто така гледаме едно подобрување. Значи, ако во 2022 година било на рекордно ниско ниво, тоа е 9%, кои сметаат дека работите се движат во добра насока, се зголемило во 23 година на 15,6%, а оваа година е 18%. Значи сепак гледаме дека генерално граѓаните не сметаат дека се движи, тоа се доста ниски проценти. Да. Не се движи во правилна насока, меѓутоа гледаме сепак едно мало подобрување. Минимално, да. Добро. Понатаму, во односите помеѓу државата и Европската Унија,
Исто така и тука гледаме едно подобрување од претходната година, значи во прашањето дали сметате дека членството на Северна Македонија во ЕУ би било добра работа, целосно се согласуваат 43,6%, тоа е значи од она на скала од 1 до 5. Но кога ќе ја видиме тие четворки и петки, значи позитивните бројки, од повторно рекордно низка бројка во 2022 година која била 49%, значи тоа било еден пад од 20% таа година во однос на претходната од 69 на 49. И гледаме едно зголемување, значи оваа година тоа е 57,8%, значи повторно се враќа на некој начин од 2022 година до денеска едно позитивно гледање на Европската унија. Како би ги искоментирале овие движења? Значи, во контекст на тогашниот пат и сега на враќање на тој позитивен однос кон Европската унија. Па 2022 година беше годината на францускиот предлог. И тоа доста негативно одекна тогаш во јавноста, беше врамено во еден негативен контекст. Мислам дека сега тој позитивен раст на ставовите на граѓаните би го толкувал како една нормализација на нештата, дека сепак не се заборава дека тоа е најдобрата алтернатива. Тоест имаме и такво прашање, дали сметате дека ЕУ е најдобрата алтернатива или треба Македонија да бара собствен модел за развој надвор од ЕУ. И тука традиционално гледаме дека над 60% од граѓаните сметаат дека најдобрата алтернатива е Европската унија. Од 60% во 2023 година, сега оваа бројка скокнала на 65,7. Значи повторно имаме подобрување, оние граѓани кои сметаат дека треба да се бара собствен модел надвор од Европската унија, од 35% во 2023 година, овој број паднал на 31,5%. Значи, мислам дека тоа е затоа што сите реформи кои ги правиме, се што всушност се случува на политички план на државата е поврзано со Европската унија и едноставно се знае, сите политички партии, дури и власта, колку и да има нели некој проблем со евроинтеграцијскиот процес, сепак кажуваат дека нема друг подобар пат за развој на државата од Европската унија. Имате ли некои прашања кои се однесуваат во однос на Бугарија, на бугарската позиција, нешто така на тој начин формулирано? Па имаме, значи Бидејќи порано имаше она едно, знаете, каде што едно прашање, сега не знам дали вие го правевте или друга агенција каде што се велеше дали прифаќате влез во Европската унија за составање на бугарите во уставот, отприлика така беше фрамирано, каде што огромен дел од граѓаните беа против. Немаме такво прашање, но имаме едно поврзано прашање со тоа. Всушност две поврзани прашања би рекол. Првото е тоа дали сметате дека постои некоја држава или меѓународна организација која представува закана за Македонија. Сега 62% рекле дека нема таква држава која е закана, меѓутоа 36% рекле дека има. И сега од тие 36% ги прашуваме која држава или меѓународна организација сметате дека е закана и највисок процент и минатиот пат и сега тоа е Бугарија со 74,2%, што е отприлика исто со и 2023 година. За разлика од тоа, од прашањето дали сметате дека има најголем пријател државата, тоа е Србија со 29,8%, повторно, значи највисок број како и минатиот пат. Исто така прашувавме и за тоа каков, ова е сега поврзано прашање, значи директно не сме прашувале за тоа дали со уставните измени, меѓутоа каков е односот на Европската унија, и тука мислам дека најинтересните заклучоци може да се извадат. Прашуваме дали каков е односот на Европската унија кон Северна Македонија, дали тој е фер, пријателски и коректен или нефер, надмен и оценувачки. И гледаме тука зголемување на бројот на оние кои сметаат дека односот е нефер, надмен и оценувачки,
од 55% во 2023 година на 60,3% оваа година. За разлика од тоа, оние кои имаат позитивен став, значи кон односот на ЕУ кон нас, од 27% кои биле во 2023 година, сега се намалиле на 17,8%. Значи тука гледаме всушност едно генерално позитивно гледање на членството, потенцијалното членство во Европската Унија, но разочараност од самиот процес како тој се води. Знаете како, кога ги слушам вашите резултати од вашето истражување, не знам, барем тоа е моја перцепција, еве, не знам дали се согласувате, може да се каже дека се работи за истражување кое во целост ја подкрепува или ја гради комуникацијската стратегија на владата со граѓаните. Знам дека во овој случај тоа сигурно не е така, вашето истражување не е правено за потребите на владата, туку ги осликува реалноста, она што размислуваат граѓаните, но се чини дека владата токму спред овие мислења се води кога ја гради својата стратегија, бидејќи гледаме дека ги праќа истите пораки. Апсолутно, значи сигурен сум дека владата или она со други зборови наречено она што го нарекуваме популизам класичен. Да, значи сигурно или владата или политичката партија на власт, главната политичка партија на власт редовно ги прави овие истражувања како што го правиме и ние и доаѓаат до истите бројки и така градат својата комуникацијска стратегија, а на крајот на краиштата и после ставовите на граѓаните се одразуваат на таа комуникацијска стратегија, значи можеме да кажеме дека таа е успешна, успешен е приодот на владата кон тоа како зборува за евроинтеграцијските процеси и таа контрадикторност која гледаме помеѓу позитивните ставови и желбата да се биде член на Европската Унија и разочараноста од самиот процес и тој страф затоа што имаме и прашања зошто не би сакале да влеземе во Европската Унија и највисок процент кажуваат граѓаните дека тоа е одгубење на националниот идентитет. Така да тоа директно оди во корис на комуникацијата на владата. Значи тоа е единствениот рече се да речеме, но тоа е рече се единствениот страф кој граѓаните го имаат сега во поглед на Европската Унија, а се тоа произлегува од целиот тој наратив кој се пласира во јавност. Значи ако порано се сеќавате дебатите кои беа пред 10 на 15 години, она нели ќе го изгубиме ајварот, нема да можеме да правиме ракија и такви некои тривијалности кои беа да речеме или стравот на дел од стопанствениците во поглед на европските стандарди и така натаму некои теми, сега се сведува на идентитетот. Тоа е единствената приказна. Па не е само тоа, затоа што ние имаме ова прашање со повеќекратни одговори. Така да дефинитивно губење на националниот идентитет е најмногу, меѓутоа има и некои други причини, како што се например нема да се подобри ништо, а само ќе ни наметнуваат дополнителни услови. Добро, но тоа е слично. Повторно е слично е на ова или исто така постои страф од зголемено иселување на младите. Ако гледаме што се случуваше во Хрватска, во Бугарија, во Руманија, дека имаше големо иселување откако влегоа во Европската Унија, тоа сега знаеме дека тој тренд се намалува и дури се враќаат во Романија и во Бугарија особено. Читав некои истражувања каде што кажуваат дека многу луѓе се враќаат од другите европски држави во својата држава, така да тоа мислам дека е неминуемо некој тренд кој би се случил и кај нас. Но не знам дали ги гледате, еве, на пример интервјуата на владините представници, секогаш кога им се поставува тоа прашање, кога им се вели, но вие мора да направите нешто за да се приближиме до Европската Унија, бидејќи луѓето ќе се иселат. Секогаш нивниот контраодговор е, јас не се согласувам, анализите покажуваат дека со влез во Европската Унија иселувањето се интензивира. Значи, и претпоставам дека граѓаните го слушаат тоа и го гледаат, од таму ги црпат исто така заклучоците. Ако тоа ви го кажува највисок представник на владата континуирано, зошто не би верувале? Да, мислам дека тоа е неминовно, меѓутоа мора да гледаме на тоа дека со Европската Унија, тоа со членството во Европската Унија, некои работи во државата ќе се стабилизираат, ќе се дојде до многу поголем пристап до
до фондови и се претпоставува дека во тој момент кога би се влегло во Европската унија институциите ќе функционираат многу подобро. Така да мислам дека веќе со оглед на тоа колку многу граѓани се имаат иселено од државата, мислам дека нема да биде тоа толку шокантно како што би било во другите држави кои претходно влегоа и мислам дека тој тренд би траел многу пократко. Да. Добро, Николовска, малку да поразговараме за состојбите. Сега ние сме во една состојба каде што имаме де факто блокиран европски пат, имаме преговарачка рамка, имаме услови од преговарачката рамка кои цело време не ги повторуваат, еве вчера ги повтори литванскиот министр за надворешни работи, пораката е идентична, имате обврски превземени, завршите ги обврските и ќе почнат преговорите. Бугарија од друга страна вели нема што нити сака, нити има за што да преговара. Блокирани сме, како да имаме ли некаков излез од оваа ситуација? Па вака, често се кажува во јавноста дека има вето од Бугарија, јас не стојам на тој став. Мислам дека во моментот има вето само од Македонија кон Македонија, со тоа што ние не ги исполнуваме условите. Да, секако треба да се разговара со Бугарија, кој гледаме дека кај нив е интересот намален во последно време на таа тема. Се зборуваше за тоа дека нема соговорник од другата страна затоа што немаше стабилна влада, еве сега има стабилна влада, но гледаме дека тие се држат до таа европска позиција кој е европски консензус. Дали постои излез? Може би постои, меѓутоа мислам дека многу повеќе тој излез треба да се бара во Брисел, отколку во Софија во овој момент. Но исто така не верувам дека во доследно време ќе можеме да издействуваме било каква или промена на преговарачката рамка или такви гаранции какви што бараат од нашата влада. Мислам дека такви гаранции се невозможни да бидат дадени, освен на некое реторичко ниво кое не би значело многу во формално правна смисла. Така да мојот став е, го делат и други луѓе тука, значи не е тоа некој оригинален став, дека ние треба нешто да направиме самите со себе си. Не ете слепо да ги прифатиме ако тоа е толку голем проблем тие услови кои се содржат во преговарачката рамка, меѓутоа некакви своји гаранции да дадеме дека некакви црвени линии или заштита во уставот од понатамошни неповолни услови, да кажам. Мислите сами да направиме некаква, не знам, некаков механизам дека понатаму не би ги минувале работите или нешто така, не знам. Да, дека не би прифаќале, дека би го замрзнале, дека би ги замрзнале преговорите доколку се бараат некои нелогични услови од нас или некои неприфатливи услови од билатерален план. Да, во поглед на тоа на преговарачката рамка има и други, ајде да речеме, размислувања од експерти. Дел од нив велат, видите, вели Македонија може во секој момент да ја отфрли преговарачката рамка. Едноставно да каже нас не ни одговара оваа преговарачка рамка, сакаме друга. Но што би значило тоа во пракса, еве на пример тоа да го направи владата? Тоа би значило создавање на една многу лош однос со Европската унија и купување на лоша волја. Немаме многу пријатели, мислам дека, и немаме многу големо разбирање за нашата позиција од 2022 година до денеска за тоа како ние ги тераме работите. И мислам дека во тој случај, во отфрлање, еднострано отфрлање на преговарачката рамка, мислам дека ќе изгубиме многу пријатели и голема поддршка, а со тоа може да дојдат и некои санкции и скратување на фондови. Така да мислам дека тоа би било пукање во нога во овој момент. Тоа би било, значи, едно целосно уништување на односите со Европската унија, да кажеме, на некој начин. И можеби веќе барање на некои други алтернативи. Сега како што гледаме во нашето истражување, тоа не е популарна опција, меѓутоа 30% од граѓаните сметаат дека треба да се бараат некои други алтернативи. Да, во поглед на има некакви размислувања да се бара некакво решение преку Советот на Европа со некои одлуки тамо во поглед и на протоколот и на мислите ли дека е можно такво некакво сценарио за ајде да речеме одблокирање на процесот?
Не, мислам тоа се различни институции и не можеме да го мешаме едното со другото и не мислам дека било какво решение, дури Советот на Европа е по-широка организација, по-демократска организација, меѓутоа на крајот на краиштата не може тоа промени во Советот на Европа да внесат такви промени внатре во Европската унија. Значи има различни се механизмите на делување и не сметам дека тоа е, значи, доколку би се случило тоа, доколку би се тргнало кон тој пат, најмногу би било тоа за домашна употреба, а не за реално подобрување на нашата меѓународна позиција. Нешто слично како, не е исто, но слично како на одлука за Судот за човекови права во однос со Грција кога беше, каде што ние добивме на судот, но тоа ништо не смени во пракса. Да, меѓународниот суд. Меѓународниот суд, да, на правдата. Да, исто така, значи тоа не ја спречи Грција да ни стави вето тогаш. Да. Добро, ние некако забораваме или како да се запоставува фактот дека всушност владата во однос на својот став има две барања за да продолжи преговарачкиот процес. Едниот е тие некакви гаранции кои би ги добиле ние за да нема идентитетски условувања, но второто барање е дека се бара од Бугарија да ги почитува човековите права на македонците таму преку почитување на одлуките на Судот за човекови права во Страсбур. Значи, всушност тоа е, па не знам дали да кажеме услов, но гледаме дека премиерот Мицкоски го повторува константно. Тоа е елемент на на преговори помеѓу две еднакви страни. Ние во моментов не сме еднакви страни со Бугарија и дури би рекол дека и не сме во некои преговори со Бугарија, ние сме во преговори со Европската унија. Така да не сме ние во позиција да бараме од Бугарија да ги исполнува тие, значи, пресуди кои се дадени во Европскиот суд за човекови права. Тоа може да се случи во Советот на Европа, да се бара исполнување која гледаме дека не се случува. Меѓутоа мене не би ме чудило и во судските инстанции во Бугарија да дојде до регистрирање во некој среден рок, да кажам, не заради нашиот притисок, поради тоа што веќе немаат се повеќе аргументи. Знам дека последните случувања кои беа зошто беше одбиено регистрирањето на Омо Илинден беше доста технички случаи, значи не беше веќе ни прашање за некоја национална безбедност, сепаратизам и така натаму, туку нешто околу печатите, околу како ќе се носат одлуките внатре во организацијата и слични работи кои може да се поправат. Политиката игра тука улога, меѓутоа мислам дека може да се дојде до таа промена, но тоа нема да биде поради тоа што Мицковски го побара. Да, добро, сега според вас што понатаму? Сега ние сме во една лимбо ситуација веќе втора година каде што не ги продолжуваме преговорите со Европската унија. Со Бугарија, како што кажавме, ниту има диалог, ниту Софија вели нема зашто да преговара. Ние испорачуваме некакви барања и што понатаму, до кога ние можеме вака, бидејќи еве гледаме дека Европската унија веќе се тера со процесите, веќе Украина и Молдавија се на маса, Црна Гора се спомнува како веќе прилично потенцијален кандидат, Албанија е тука, нас веќе не ни спомнуваат воопшто, ставени сме по страна. Да, јас немам рецепт, значи спомнав дека мислам дека треба ние да направиме нешто само да се само заштитиме без да бараме од друг гаранции и исполнување на некои услови. Така да немам некоја рецепта што понатаму, знам дека е тоа ситуација која не ја одговара на Македонија, не им одговара на македонските граѓани и фрустрацијата ќе расте општо, мислам дека и со системот и се. Во крајна линија можеби ќе се случи и едно напуштање на процесот за неколку години. Мислам дека во владата е во една незавидна позиција поради тоа што даде големи ветувања за тоа дека ќе успеат да репреговараат рамката, дека ќе може да дојдеме до некои гаранции. За време на изборите такви ветувања беа дадени и сега е многу тешко да ги разочараат своите гласачи.
Можеби ќе дојде до некоја промена на јавното мислење во следните неколку години, но мислам дека ние сме прилично заглавени и не гледам, барем со овој став на владата, јас не гледам излез надвор. Кога зборуваме за таа меѓународна позиција, ако ги земеме Македонија и Бугарија како некои директни тука соперници во овој спор, се разбира, мислите ли дека нешто може да се случи во, ајде да речеме, во некоја поголема наклонетост на меѓународната заедница, дали на Соединетите Американски држави, иако таму е прилично дискутабилно сега дали воопшто има политика некаква, и на Брисел, поради ставовите на Радев, кои се веќе, како стана премиер, стануваат се по-руски, проруски да речеме. Со рускиот патриарх веќе во Софија ги видовме и првите протести против Радев. Мислите ли дека тука може да има некакво поместување во однос во корист на Македонија или не? Значи, тоа може да се случи и може да се случат некои поголеми притисоци, да кажеме, кон Бугарија или кон Радев. Знаеме дека имаше огромен притисок кон Бугарија и тогашниот председател Радев пред францускиот предлог, што не дојде, мислам што резултатот тоа беше францускиот предлог кој повторно на нас не ни се допаѓа. Така да нов некој така наречен француски предлог кој ќе биде прифатлив и за оваа наша влада, а и за Радев, не верувам дека може да дојде до тоа. Соединетите Американски држави водат една екстракционистичка политика. Ние можеби ќе треба да им дадеме на нив многу од нашите природни ресурси, како што веќе и почнавме нели со рудникот, за да ја купиме нивната наклонетост. Но да не забораваме дека ако одиме по таа логика, а одиме очигледно, Бугарија има многу повеќе што да даде од нас. Апсолутно, така да и во таа смисла во битката со ресурси не можеме да победиме и да издвојуваме една подобра меѓународна позиција од Бугарија. Да. Добро, господин Николовски, тоа е во однос на Еврометро, дали нешто пропуштивме, нешто важно, а не кажавме во однос на извештајот за крај? Па не би рекол дека ги покривме, значи, главните теми. Битно е тоа, значи, да ете како главната порака е таа дихотомија помеѓу желбата да се влезе во Европската унија. Исто така имаше и прашање дали очекувате дека ќе влеземе во следните 5 години. Има изголемување на тој став. Тоа ете пропуштивме да го кажеме. Така да има некаков европски ентузијазам, зголемување на ентузијазмот и зголемување на ставовите дека работите се движат во добра насока, а од друга страна имаме разочарување од самиот процес, како тој процес се води и како Европската унија има однос кон државата. Да. Добро, господин Николовски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас. Ова беше крај и на овој дел. Останете со нас, куса пауза за реклами и конечно одиме со Тони Неуновски.